Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска на тема разговараме на тема начините за осигурување на имоти лица и тоа разговараме со наша сограѓанка која што ви е препознатлива можеби по други активности во делот на културата. Тоа е Лина Димовска од Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Денеска ќе разговараме на две теми, верувам дека ќе се заинтересирате затоа што она што Лина има да ни го каже, навистина го има само во Прилеп преку друштвото за застапување Протектор, бидејќи е единствено представништво на ова друштво во Македонија со седиште во Прилеп. На Лина и посакувам добре ни дојде. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата и за најавата горде. Денеска ќе преговориме на тема која што верувам дека ќе ги заинтересира нашите сограѓани, бидејќи имате одредени можности кои што останатите осигурителни компании можеби ги немаат во своите осигурителни полиси. Предлагам првата тема да биде за осигурување на живот, односно животното осигурување. Јас ќе поврзам со мотото на вашата фирма, а тоа е не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Навистина интересно. Зошто? Ќе кажеме сега до ситници што значи тоа, бидејќи осигурителната полиса за живот за лица навистина обезбедува не само осигурување од одредени ризици од болести или ненадејна смрт, но исто така вклучува осигурување и на децата во семејството. Но да започнеме од почеток. Ајде еден краток опис на полисата Протектор која што е со Winner Life. Односно, што значи таа осигурителна полиса за животно осигурување? Што вклучува? Вака, оваа полиса, истоимена Протектор, представува ексклузивна соработка меѓу нас и Winner Life. Значи, само Протектор АД Прилеп смее да ја продава оваа полиса на потенцијалните осигуреници. Оваа полиса покрај штедниот карактер кој што го вклучува во себе, вклучува покритие од 21 тешка болест за осигуреникот и дополнително покритие од 11 тешки болести за 2 деца на осигуреникот. Покрај овие покритија кои секако влегуваат во полисата, имаме и 2 дополнителни покритија. Тоа е покритието осигурување од траен инвалидитет, кое се доплаќа, и осигурување во случај на операции кои исто така се доплаќа во склоп на полисата. Овие 2 дополнителни покритија, за разлика од основниот договор за осигурување, немаат штеден карактер. Покрај ова, може осигуреникот да вклучи индексација, која е еден вид на заштита на инфлација на вложените пари во осигурувањето. Тоа е тој начин на штедење практично. Да. Да. Сега да проговориме нешто околу условите кои што треба осигуреникот или потенцијалниот осигуреник да ги исполни за да може да се квалификува да може да склучи со вас една таква осигурителна полиса. Предпоставувам тука станува збор за одредена возраст од до, исто така во однос на програмата колку години би траело осигурувањето, тоа што ќе биде вклучено во договорот за осигурување и колку што гледам во вашата осигурителна полиса исто така има и начин на плаќање може да биде еднократно или повеќекратно. Кои се основните услови?
Основните услови се пристапната старост на клиентот да биде најмалку 15 години, најмногу 60 години. Полисата се склучува во време траење од најмалку 10 години. Значи, ако осигуреник од 60 години пристапи кон оваа полиса, осигурувањето трае најдоцна до 70-та година. После тоа, после овој временски услови, главен услов кој што осигуреникот треба да го исполни е да е здрав. Токму заради оние други покритија од болести кои што се содржани во полисата, минималната годишна премија која што може да се плаќа е 250 евра, ние викаме до 3000 евра, со тоа што осигуреникот може да штеди и повеќе од 3000 евра на годишно ниво. Ако е таа осигурена премија над 3000 евра, следува еден лекарски преглед, кој што е бесплатен и е од страна на компанијата Wienerlife, таа го плаќа. Ако осигуреникот се утврди дека е здрав после тој извршен лекарски преглед, се прифаќа било која премија. Така. Во однос на годините, значи, најдоцна кога може човек да се осигура, тоа е 60 години, а најрано е на 15 годишна возраст. Во зависност од тоа колку уплеќа месечно или на годишно ниво, ако зборуваме годишна премија, би рекле за уплата, тогаш најниската е 250 евра, наеднаш или на рати, предпоставувам на месечно ниво, или пак до 3000 евра на годишно ниво. Во однос на лекарските прегледи, бидејќи тоа е важно, суштествено да се напомене, лекарските прегледи се прават во државни установи или каде може тоа да се направи? За годишна премија од 250 до 3000 евра не е потребен лекарски преглед. Само осигуреникот изјавува дека е здрав. Во самата понуда има едно прашање дали во овој момент се чувствувате потполно здрави. Штиклира да, ако е навистина, тој знае дека е навистина здрав, полисата се склучува без никаков проблем. Меѓутоа, за осигурена премија над 3000 евра, Wienerlife го исплаќа прегледот. Сега, доколку нашиот клиент е во Прилеп, тоа може да го направи во некоја од клиниките во Прилеп, со тоа што клиниката испраќа на фактура до Wienerlife, а Wienerlife ја исплаќа фактурата кон клиниката. Одлично. Интересно е она што напоменавте дека има и начин на штедење, по тоа сте и препознатливи и ексклузивни, заради тоа што е ексклузивна соработката со Wienerlife. На каков начин е тоа штедење? Како се прави тоа штедење и како човекот кој што има животно осигурување кај вас со најниската премија која што е 250 евра би можел да заштеди? И како се исплаќа таа заштеда? Во моментот на склучување на договорот на осигурување, например ние денес на 27 февруари ја пополнуваме оваа понуда за осигурување на живот. Оваа понуда се проследува до компанијата Wienerlife и веќе од 1.3.2025 година вие сте осигурана. Значи од Wienerlife добивате еден договор за осигурување и полиса за осигурување. Во самата полиса е наведена осигурената сума. Односно, по истек, например, на 15 години, колкав е оној дел кој што вие ќе го заштедите. Тоа е осигурената сума. Од првата до третата година не добивате извештај за остварена добивка на вашиот принос. Зошто? Затоа што од првата до третата година осигурителната компанија овие пари ги вложува за реосигурување. Ако во случај, не дај Боже, во првите 3 години настапи некоја од тешките болести или се случи смрт кај осигуреникот, осигурителната компанија треба да ја исплати назад на неговите наследници ова осигурена сума и таа се реосигурува. После третата година, секој клиент добива писмено известување колкава е неговата добивка. Значи, после третата година, покрај осигурената сума, која што ја добива на крајот на истекот на периодот, добива и некаква добивка, односно принос на капиталот кој што го вложи. Она што треба да се напомене за секој клиент е дека од првата до третата година тој има обврска на некој начин да ја плаќа ова премија за осигурување, затоа што се договорил со осигурителната компанија. Доколку во првите 3 години се одлучи да прекини да плаќа, таа полиса се сторнира и тој нема начин да ги поврати тие средства од осигурителната компанија. Доколку после третата година се одлучи да прекини да плаќа
со осигурување. Тука има две можности кои што може да ги искористи, да направи откуп на полисата. Во тој случај ќе се врати одредена сума кај осигуреникот, меѓутоа нема да се исплати цела сума која што е вложена. Или може да одлучи да ја капитализира полисата. Што значи тоа? Во договорениот период, например полисата е договорена да трае 15 години, ги остава парите во тие 15 години во осигурителната компанија, престанува да ја плаќа премијата кон осигурителната компанија, но престануваат и покритијата за него. По истек на тие 15 години ги враќа назад сите пари кои што ги вложил. Значи, практично, критични се тие 3 години, кога осигуреников мора она што се договорил и да плаќа, а потоа може да направи, има неколку можности, може да ги остави во осигурителната компанија тие средства да ги земе по истекот на договорот од 15 години како еден вид на заштеда, или пак едноставно само дел од средствата да земи од оние што ги вложил во рокот на тие 3 години. Така, меѓутоа целта на овие договори за животно осигурување не е тие да се прекинат по 3, по 5 или по 7 години. Целта на овие договори е токму човекот да може да го исплати договорениот период, за да ги види бенефитите по истек на тој договорен период од 10, 15, 20 години, доколку клиентот е здрав, доколку не настапи никаква тешка болест. Тој ги искористува, односно ги зема назад од осигурителната компанија кои подоцна му служат за време на пензионирањето, може да обезбеди школување за своите деца, може да си обезбеди патувања, затоа што кај нас пензиите за жал се многу мали, верувам и дека во скора иднина дополнително ќе се намалуваат, сите знаеме колку е оптоварен пензискиот фонд. Ова на некој начин представува инвестиција во иднината на осигуреникот. И затоа и мотото ваше е такво. Не дозволувајте животот да управува со вас, туку вие управувајте со животот. Оно што го напоменавте на почетокот е дека во рамките на осигурителната полиса за живот од Winner Life може да се вклучат, односно автоматски, колку што разбрав, се вклучуваат и до 2 деца. Што значи тоа? Така, тоа значи дека со склучување на договор за осигурување, автоматски се вклучени 2 деца на осигуреникот во овај продукт за животно осигурување. Тоа значи дека доколку кај детето настапи некоја од наведените тешки болести во полисата, можам да спомнам дел од нив: операција на орта, операција на срцеви залистоци, губење на слух, хронични затајувања на бубрези, малигни тумори, губење на вид, губење на екстремитети, парализа, тешки изгореници. Доколку некој од овие болести настапи кај детето, тоа значи дека осигурителната компанија после документирање на тој случај, значи се доставуваат лекарски документи до осигурителната компанија, до осигуреникот исплаќа 50% од осигурената сума. Например, ако осигурената сума е 30.000, осигуреникот ќе добија 15.000 денари, 15.000 евра. Овде нема никакви клаузули, значи дури осигурената сума да е кај осигуреникот 80.000 евра, тој добива 40.000 евра за лекување на своето дете. Доколку се случи да се осигурани двајцата родители на детето, двајцата добиваат по 50% од осигурената сума. При тоа не треба да се документира дали тие пари се навистина искористени за лекување на детето или осигуреникот ги искористил онаму каде што е потребно. И она што сакам да напоменам е дека осигурителната полисата за животно осигурување продолжува да важи. Значи сето што е договорено продолжува да важи, меѓутоа останува и она обврска кој осигуреникот да продолжи да ја плаќа премијата кон осигурителната компанија. Ова е еден вид на додација од страна на осигурителната компанија за своите осигуреници. Рековте дека дури и родителите, ако се и двајцата осигурани, станува збор за едно дете, практично тие добиваат по 50% од осигурената сума, што доаѓа на цела осигурена сума и во некој случај е навистина солидна и може да се користи за лекување на детето било во Македонија, било во странство. Дали автоматски при исклучување договор за животно осигурување со вас, доколку човекот има едно или 2 деца,
автоматски се вклучуваат и децата и се плаќа за тоа дополнително? Не, за тоа не се плаќа дополнително. Тие се автоматски вклучени. Например, јас плаќам премија од 500 евра, со тоа автоматски се покриени и моите деца од овие тешки болести наведени во полисата. До 2 деца, реков. 2 деца, ако осигуреникот има 3 деца, покриени се само 2 деца. Мислам, се надевам дека нема да се случи кај некој да треба да се искористат средства за 3 или 4 деца. Така. Во однос на, рековме, офатени се 21 тешка болест, Така. доколку во тој период додека човекот е осигурен, вие покривате практично за тие 21 тешка болест и што значи тоа, на кој начин се прави докажувањето дека има одредена тешка болест, како се проценети дека се тие, бидејќи на листата има навистина страшни болести, јас би рекла, Така. на каков начин се врши исплатата и што доколку еве болестите се однесуваат, например, за сопругот или сопругата? Вака, најпрво би ги споменала болестите кои што се вклучени во оваа полиса. Тука се малигни тумори, бајпас, трансплантација на органи, шлок, мозочен удар, акутен инфаркт, хронично откажување на пубрези, квадриплегија, траен инвалиди, тука имаме трајна туѓа нега, исто што со самата трајна туѓа нега се опфатени некои други болести, не само овие 21, загуба на глас, загуба на слух, кома, Алцхаймерова болест, Паркинсонова болест, мултипле склероза и други. Сега, овие болести се однесуваат само на осигуреникот, а не на неговиот сопружник. Значи, ако јас имам ваква полиса, имам само јас покритие. Ако мојот сопружник сака да има покритие, треба и тој да си направи полиса протектор. Како што кажав на почетокот, при склучување на договорот за животно осигурување, осигуреникот изјавува дека е здрав. Така да, ако во првите 3 месеци настапи некоја од овие тешки болести, осигурената сума не се исплаќа кај осигуреникот затоа што тој изјавил дека е здрав. Ако од 3-тиот до 6-тиот месец настапи некоја тешка болест, се исплаќа половина од осигурената сума. Значи, ако јас имам покритие од 15.000 евра, осигурителната компанија од 3-тиот до 6-тиот месец за настапување на тешка болест ќе ми исплати 15.000 евра. Ако после 6-тиот месец настапи некоја од овие тешки болести, осигурителната компанија ја исплаќа цела осигурена сума. До осигурителната компанија се поднесува едно барање за надомесна штета по основ на настапување на осигурен случај тешка болест, се доставува лекарска документација и во рок од 2 недели осигурителната компанија има обврска да одговори и да ги исплати средствата на осигуреното лице. По исплатата на осигурената сума завршува договорот за животно осигурување. Тоа значи дека ниту јас како осигурено лице имам обврска да плаќам премија во осигурителната компанија, ниту таа има обврска да има други дополнителни покритија за мене. Тука договорот завршува и како се користат овие средства, немам обврска да документирам до осигурителната компанија. Ние некогаш се шегуваме, викаме со тие пари може ако сака човек да се лечи, ако сака да се коцка. И за жал во досегашното работење, бидејќи компанијата работи 4 години, веќе имам некои случаи кои што се настапиле вакви тешки болести за жал и до осигурениците исплатена осигурената сума. Во неколку наврати спомнавме во однос на склучувањето на полисите. Јас од она што го разбрав од твојата презентација е дека не станува збор за семејно осигурување, туку индивидуално осигурување, во кое што вие ексклузивно практично преку Winner Life осигурителната полиса, оние што ќе се осигураат имаат можност да ги осигураат и своите деца, но не и сопружниците. Практично, од она што го разбрав. Во овој случај, осигуреникот има покритие за 2 деца, за сопружникот нема. Така. На крајот од овој дел од разговорот би ве запрашала каков е интересот со оглед на тоа што, еве да се споредиме со други полиси за животно осигурување во Македонија, со оглед на тоа што навистина овие услови за склучување на вакви осигурителни полиси навистина се примамливи, дали има интерес и со оглед на тоа што вие сте застапник
во Македонија, практично за цела Македонија, а сте во Прилеп. Има ли интерес од другите градови и како реагираат луѓето? Има за полисата Протектор, ние сме ексклузивни застапници и имаме интерес на територија на цела Македонија. Од година во година интересот кај клиентите расте. Затоа што некако низ текот на годините луѓето стануваат поедуцирани што е животно осигурување, какви можности имаат, какви заштеди, и можам да кажам дека оваа полиса моментално е најдобра на пазарот во Македонија. Во некои полиси за животно осигурување се вклучени тешки болести, меѓутоа ексклузива на оваа полиса е тоа што вклучува Паркинсонова болест, Алцхаймерова болест и трајното иѓанега. Кај другите полиси за животно осигурување овие болести се исклучени и ниту една друга полиса за животно осигурување на пазарот не ги вклучува двете деца на осигуреникот со исплата на 50% од осигурената сума. Како што кажав, интересот од година во година расте и она што го имам забележано од година во година, бројот на осигуреници во полиса Протектор се зголемува. За жал, дури оние кои што имале исплата по основна тешка болест, на инфаркт, на мозочен удар, свесни сме дека некои од тие луѓе лесно поминуваат. За среќа лесно поминуваат, заинтересирани се да направат друга полиса, која што има само штеден карактер. Така. Значи не би можело со истите услови понатаму да доколку се настапи продолжи. тешка болест, за жал не. Благодарам, Лина. Предлагам со малку музика да продолжиме, а потоа ќе се задржиме на кариерните можности во Друштвото за осигурување Протектор Прилеп и ќе разговараме со Лина Димовска кои се можностите на луѓето кои што ги интересира оваа тема, оваа проблематика, да можат да бидат застапници за Друштвото за осигурување Протектор Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Само jednom srce bira, samo jednom pravo. Sve je posle toga igra i sve je nevažno. Juče jedna topla zima, sada leto hladno. Pogled tražite u svima, ti bežiš uporno. Bez tebe me nema, predugo nema i fališ mi jako, jako. Bar da te krivim, možda preživim nekako. Bez tebe me nema, ljubavi nema i fališ mi jako, jako. Da bar da te krivim, možda preživim nekako.
Samo jedan dodir pamtim, urezano telo. Sve je što u drugoj tražim, neko odneo. Juče jedna topla zima, sada leto hladno. Pogled tražite u svima, ti bežiš uporno. Bez tebe me nema, predugo nema. I fališ mi jako, jako. Na par da te krivim, možda preživim nekako. Bez tebe me nema, ljubavi nema. I fališ mi jako, jako. Na par da te krivim, možda preživim nekako. Pa jednom ispred mene stani, da mi se dobro znamo. Pogled tvoj mi zabrani, da volim ponovo. Bez tebe me nema, predugo nema. I fališ mi jako, jako. Na par da te krivim, možda preživim nekako. Bez tebe me nema, ljubavi nema. I fališ mi jako, jako. Na par da te krivim, možda preživim nekako. Radio što se gleda, radio što se sluša, radio peva za srce i duša. Slušate, radio peva, sve koja nedela cela. Slušajte, radio peva, slušajte, radio peva. Почитувани уште еднаш подсетување дека разговараме со Лина Димовска од Друштвото за застапување во осигурувањето Прилеп Протектор. Протектор се наоѓа во центарот на Прилеп во непосредна близина на пензионерското друштво на булеварот, иако регистрацијата е на друга уличка, но сепак за полесно лоцирање, значи на булевар во близина на пензионерското друштво. Разговаравме во однос на склучувањето и можностите на животната полиса за осигурување, која што има многу предности, меѓу кои и можности за штедење. А вториот дел од разговорот со Лина би го продолжиле за можности за кариера, односно како оние кои што се заинтересирани да соработуваат со вас би можеле да бидат ваши практично соработници и би правеле полиси од различен вид, бидејќи ќе имаме можност во другите разговори да ги представиме и другите полиси. Колку што можев да видам, Протектор, значи има различни можности за едуцирање за оние кои што се заинтересирани да бидат ваши соработници. Ајде да чуеме, ти си 4 години во Протектор, ти си лицето, заштитното лице на компанијата. Кои се тие можности? Така, Протектор, покрај тоа што е друштво за застапување во осигурување, застапници сме на истоимената полиса Протектор, во склоп на работењето имаме и развојна академија Протектор. Целта на оваа развојна академија е развој на човечки ресурси и нудиме можност за сите заинтересирани кои што сакаат да соработуваат со нас, им даваме насоки, семинари, едукации, имаме комплетно дефинирана кариера. Сега, како се пристапува до кариерата на Протектор?
Она што треба да го имаат е еден пристапен разговор со нашите веќе досегашни соработници, ги нарекуваме ментори. На тој разговор, потенцијалниот соработник со Протектор се запознава со кариерата во Протектор. Значи имаме јасно дефинирано скалило А, Б, С, Д, Е, Ф и Г позиција. И на тој разговор се запознава од прилика кои би биле неговите задачи основни на почетокот и добива информации за основниот семинар. Значи, за да биде некој соработник на Протектор, односно да дојде на позиција, мора да го посети тој основен семинар. Основните семинари се организираат најчесто во Велес, во хотел Гарденија, меѓутоа ги имаме и низ другите градови во Македонија. Тоа е еден целодневен семинар, каде што имаме пауза за кафе, пауза за ручек и потенцијалните соработници детално се запознаваат со тоа што е Протектор. На тој семинар, доколку одлучат да соработуваат со нас, потпишуваат еден договор за дело. И од тој момент тие стануваат соработници на А позиција во нашиот систем за кариера. Од Б позиција натаму може да заврши со личната продажба, значи буквално да се збогува и тој да стане ментор, да креира свој тим. Како што веќе спомнав, наша главна цел е развој на човечки ресурси, а не продажба на полиси. Што значи тоа? Откако ќе дојде во Б позиција, посетува еден семинар кој што трае 3 дена. Овој семинар е на сметка на Протектор, на сметка на фирмата. На тој семинар понатаму се обучува како да сам да лови соработници, како да препознава кои се вистинските луѓе кои што можат да ја работат оваа работа, да се занимаваат со оваа работа. Од премин во Б во С позиција следува 5-дневен семинар. И тоа е исто така на сметка на Протектор. Овој семинар има некои други техники кои што ги учи соработниците и сите овие натамошни семинари се одвиваат во странство, значи во странски на атрактивни локации. Покрај ова имаме и наградни патувања за нашите соработници. Како една традиција стана во фирмата после Нова година од 3 до 5 јануари да одат во седиштето на Винер Лайф во Виена, да ја посетат зградата, да патуваат, да се дружат, да уживаат. Значи, ова представува една голема кариерна можност, ем за надоградба на себе си, ем за патување во странство, ем за голема заработка. Заработка дури и повисока од онаа која би остварувале во странство. Во однос на условите, кој би можел да биде соработник со вас? Дали има некои услови во однос на годините кои што би ги имал потенцијалниот соработник? Образованието кое што треба да го поседува, претходно искуство дали треба да има, или сето тоа практично не е толку важно колку желбата да се соработува. Вака, како услов во однос на возраста е да има повеќе од 16 години и да е регистриран во системот на управата за јавни приходи, а доколку не е, ние му посочуваме да се регистрира за да може да го исплаќаме, да ги направиме исплатите кон него и да го платиме персоналниот данок. А во однос на другите услови треба само да има желба за работа и да се надоградува себе си. Така. Значи нема некој предуслов во однос на образованието. Нема некој предуслов затоа што се случува некогаш луѓе од од профил на природни науки, на математика, на информатика да испаднат многу добри менаџери за осигурување само ако имаат желба да се надоградуваат и да работат. Така. Она што вие го проценувате е колку може тој соработник, потенцијален соработник, да биде заштитно лице на фирмата, јас би рекла, бидејќи сепак тој е еден вид на гарантор дека податоците информациите што ги кажува со лицата со кои ќе дојде во контакт и ќе склучи полиса е навистина така, нема никакви измами, нема да бидат луѓето изманипулирани. Во секој случај мора да има договор, но и мора да ги поседува семинарите кои што ги посочивте. Да, значи мора да има договор за соработка со нас, мора да го посети основниот семинар, понатаму мора да ги посетува другите семинари кои што се однесуваат на неговата позиција. Исто така, на почеток, кога ќе случи договор за соработка, токму за да нема такви пропусти, да нема некои измами, да не биде точно представено што нудиме, тој секогаш оди во придружба со својот ментор.
за да му биде јасно што се зборува, потенцијалниот клиент да биде заштитен, а и протектор да биде заштитен. Одлично. Каков е интересот? Предпоставувам заради тоа што младите луѓе сакаат да работат на оваа тема, но во секој случај прашање кое што се поставува е дали исплатата на соработниците со кои што ќе склучите договор е на проценти или пак има загарантирана сума која што оди месечно? Исплатата кај нас се врши по основ на бод. Бодот е мерна единица за исплата. Врз основ на бодовите кои што ќе ги оствари, се врши исплатата. Исплатите се вршат секој 15 во месецот. Така. И последното прашање за денеска, мислам дека навистина интересни теми разглобивме, а тоа е дали работите на принцип посета во домашни услови или пак мора да дојде лицето кое што е заинтересирано и за кариера и за склучување на еден вид од полисите, да дојде кај вас во канцелариите во Прилеп? Не мора да дојде во канцеларијата во Протектор, правиме посети во договор со потенцијалниот соработник, со потенцијалниот осигуреник. Ако сака да се најдеме на кафе, може да се најдеме на кафе. Ако одговара на некој друго место, може да се најдеме на друго место. И секако канцеларијата во центарот на Прилеп е секогаш како опција. Да. Еве еден повик, еден апел до млади луѓе кои што сакаат и се заинтересирани. Сите оние кои што се заинтересирани можат слободно да се обратат во канцеларијата на Протектор. Тука ќе ги добијат сите на тамошни насоки. Истата канцеларија на вториот кат може да се користи во нивна корист за одржување на состаноци со потенцијални клиенти, со потенцијални соработници. Значи во Прилеп имаме целосна инфраструктура за еден наш соработник да нема никакви трошоци барем на почетокот, да не треба да го почести кафе потенцијалниот осигуреник. Туку може да дојде во канцеларијата да ја користи. Тука сум јас, тука се други мои колеги кои што ќе му бидат на располагање постојано. Благодарам, Лина. Тоа беше разговорот со Лина Димовска од Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Разговаравме за начините и можностите кои што ова друштво го нуди. Рековме дека седиштето е во Прилеп, што не значи дека сите оние кои што се заинтересирани дека не можат да работат во останатите градови, значи можат да стапат во контакт. Имате вие и своја веб страна, исто така има и Facebook страна на која што можат да контактираат, но и лесно се наоѓа Протектор во Прилеп, бидејќи е во центарот на градот. Така, слободно сите заинтересирани нека се обратат на Facebook страната, во канцеларија, на телефонскиот број, и ви благодарам и вас за интересот. Благодариме, ние продолжуваме со музика и со се онакако информативни содржини ги имаме во текот на денешниот ден, а секако и за текот на утрешниот ден и за викендот, бидејќи не очекува големиот празник Прочка. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор, не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот.